Замислите како би изгледала одлука на Комисијата за уставни прашања, која брои 17 члена, 8 да гласаат за. Нема да биде усвоена, треба 9, затоа што Уставната комисија брои 9 члена. Затоа повикувањето на референдумот ви носи проблем, и тоа ви носи сериозен проблем, затоа што референдумот имплицира почитување на волјата на граѓаните согласно Уставот и законите на Република Македонија. Вербалната гимнастика околу бројката значи нешто, меѓутоа значи само во политичка смисла, а ние овде како пратеници во собранието на Република Македонија не водиме сметка само за политичкиот амбиент и политичките насоки, туку водиме сметка за почитување на Уставот и законите на Република Македонија. И ова ви го проблематизирам од една сосема друга димензија, сакајќи да дадам допринос, не сакајќи да критикувам нешто. И сега ќе ви кажам зошто. Ако следите излагањето на господинот Десковски, кој вели дека референдумот како таков е еден од двата кумулативни услова, иако се предвидени првиот услов е референдумот, а вториот промена на Уставот на Република Македонија, за да Грција може да ја ратификува спогодбата во грчкиот парламент. Господинот Десковски, господин председател на владата, ја проблематизира одлуката на референдумот како неисполнување на еден од кумулативните услови, кој би можел во догледна иднина да го проблематизира донесувањето на одлуката во грчкиот парламент, односно договорот од Пресма да ја доживее судбината на времената спогодба. Од тој аспект, господин председател на владата, наместо да се повикувате на референдумот, ја мислам дека би била, ова го сметам како предлог за размислување, значи нормално дека сите да дадеме допринос, може би треба да се размислува собранието на Република Македонија, кој веќе длабоко е навлезено во овој процес, да иницира донесување на одлука на собранието на Република Македонија, која референдумот ќе го стави надвор од сила. И на тој начин ќе го избрише кумулативниот прв услов за да грчката страна го верификува договорот од Пресма со парламентот на Грција, затоа тоа е еден од кумулативните услови. Оваа дискусија сметам како допринос во напорите кои ги правите, меѓутоа во исто време во повикам, вие, господин председател на владата, не разговарате со никого во Република Македонија, осим со вашите коалициони партнери и со вашите пратеници. Другите не се вклучени во нити една активност на владата на Република Македонија. Благодарам.